Пријатели, добар ден и добродојдовте во денешнава епизода. Моето име е Јосиф Дамјанов. Денеска одговарам на прашање поврзано со мускулна маса, односно како да си подобрите и да качите мускулна маса од мој инстаграм пријател кој го има овој проблем, но за да дознаете што поточно е прашањето и со што Виктор се мачи и можеби ќе придонесе и да некој од вас кој што се мачи со истата проблематика си помогне, ќе го погледнеме, па ќе се вратам назад за да ви дадам мојот одговор и мислење. Спортист сум, вежбам редовно во теретана и целта ми е да кренам мускулна маса, но имам пребрз метаболизам што не ми дозволува тоа. Каков совет би можел да ми дадеш ти и што би ми препорачал од храна? Виктор, фала ти за прашањето. Јас го срочив во малку помалку затоа што беше подолго во приватната комуникација, али ми беше од огромна помош за да знам што поконкретно ти правиш во текот на твоето секојдневие. Супер е што си одбрал фитнес и теретана, затоа што фитнесот помага, по мене е најдобриот начин можеби за да човек наедноставно качува мускулна маса, да таргетира одредени групи на мускули, да додава соодветен отпор, да ги кине мускулните влакна и потоа со добра храна да ги регенерира и да се создава волумен, односно нова мускулна маса во телото. Зошто ти не би можел тоа да го направиш, односно не го правиш? Прва работа тоа што ти сметаш дека имаш пребрз метаболизам, не во терминологија знам што мислиш, но во реалноста пребрз метаболизам не постои. Постои само метаболизам кој што согорува многу калории во 24 часа и метаболизам кој што согорува помалку калории во 24 часа и метаболизам кој што има генетика дадена од Господа, народски кажано, кој што едноставно поправањето му е мака. Јас познавам доста луѓе кои што од една страна тоа знае да им биде голема болка и мака, познавам други луѓе кои што тоа знае да им биде одличен изговор зашто воопшто да не помислуваат на тоа да се хранат здраво, затоа што едноставно што и да јадат, ништо не им се фаќа, што и да јадат, никако не се поправаат, но тоа што е твојата цел е да се поправиш и твојата цел е да се поправиш во правилна телесна композиција, односно да што помалку има мастија, што повеќе мускулна маса, што е и ултимативна цел по мене. Како тоа да го направиш? Прва работа треба да знаеш колку е твојот метаболизам брз, што би рекол ти, или во превод да знаеш колку твоето тело согорува калории на дневно ниво. Затоа што секој од нас индивидуално, како што секоја кола троши одреден број на литража гориво на 100 километри, така и нашето тело согорува одреден број на калории во 24 часа. И ти ја имаш таа бројка, но можеби во моментов не ја знаеш. Ако не ја знаеш, можам да ти помогнам и да ти кажам начини како да увидиш колку твоето тело во 24 часа согорува калории и кога ќе ја имаме таа бројка, целта што ќе биде? Ако во моментов, можеби затоа што си 6 пати неделно активен, можеби твоето тело ќе согорува 4000 калории на дневно ниво. За да качиш ти мускулна маса, прво ќе треба да се потрудиш да изедеш барем 4000 калории, али јас би одел со 5000 калории, да покачиме 1000 повеќе од тоа што твоето тело согорува. Од друга страна, тој состав на тие 5000 калории кои што ти би ги внесувал, да биде добро распореден, значи да има доволно и малку повеќе од доволно протеин, да имаш јаглехидрати, затоа што без јаглехидратите тешко е дека ќе создаваш нова мускулна маса. Нормално е тука да влегуваат и мастите, така да се работи да го средиме тој состав на калории. Но во секој случај, распоредот и шаблонот како би требало да изгледа, по мене мислам дека најдобриот рецепт е прво да имаш добар калоричен, нутритивно исто така квалитетен појадок и на секој, јас би рекол 2, максимум 3 часа ти да имаш оброци. Со тоа што дел од тие оброци 2 до 3 да бидат суплементација и протеински шејкови кои што ќе носат добра количина на протеин и да ги збогатуваш со калории доколку самиот протеински шејк ако е клот направен со млеко или вода носи некаде 200 калории, значи да ги збогатуваш, да имаш исто така 2 главни оброци, 2 ручеци, јас би рекол, доста да конзумираш ориз, доста да конзумираш компир, кои што ќе ти помогнат за да ја качуваш масата, но пак ќе ти кажам, за индивидуално ниво ќе ми требаат малку повеќе информации и се тргнува од тоа
колку твоето тело моментално со секојдневието што го имаш троши калории. И врз основа на тоа ќе може да ги поставуваме целите во бројки за колку калории да поставиме цел на дневно ниво ти да внесуваш и да го креираме тој состав на калории во зависност од тоа кога стануваш, кога легнуваш, кога вежбаш, оброци и така натаму, значи да вклопиме нешто што ќе биде прифатливо за твоето секојдневие и нема да те ремети многу, што ќе ти придонесе брзо откажување. Фала ти за прашањето, затоа што имам разговарано можеби неколку пати на оваа тема, имам и напишано можеби некоја статија, но во секој случај одамна немам позборувано на тоа како да покачиш килограми, затоа што повеќето од луѓето ја имаат другата мака, иако јас им гарантирам на сите тие кои што имаат вишок на килограми, дека многу поголема е маката, мањакот на килограми и е многу потешко да качиш здрава мускулна маса и килажа, отколку да намалиш масти. Иако може би ви звучи неверојатно, но сепак тоа е факт и тоа е така. Фала ти уште еднаш за прашањето и ако можам на било кој друг начин да ти допомогнам и на секого од вас да ви одговарам можеби на одредена проблематика, тема или прашање, бидете слободни да ме контактирате или користејќи до хаштагот #AskJosif или директно во комуникација со мене на Instagram, Facebook или платформата што вас ви одговара. Тука се одјавувам, ви посакувам здрави животни навики, ви посакувам убав ден и се гледаме во следната епизода. Чао!